Сега ние повторно ќе се поврземе, односно ќе продолжиме со онаа тема за која што и вие, почитувани, си го кажавте вашето размислување со оглед на тоа дека 15 мај е денес меѓународен ден на семејството. Еве го насловот семејството, јадро на општествената благосостојба. Сузе, добро утро. И добро утро се разбира за нашата гостинка која е социјален работник и која многу повеќе ќе ни каже за токму оваа тема која што ова утро ја имаме. Инаку малку само пред се добре не дојдовте околу гледачите кои што се скептични во однос на семејството како функционира денес или на каков начин да ги задржиме барем некои од вредностите кои што биле во минатото, но ќе зборувате сигурно за сето тоа. Повелете, Суза. Благодарам многу. Добро утро на сите глаши гледачи. Добро утро и до нашата прва гостинка Елена Чикос. Семеен психотерапевт и социјален работник, дел од стручниот тим на групацијата Алтернатива. Така е. Знам дека имате во пракса многу големо искуство и малку би ни биле минутите во кои би споделиле вака и сведоштва и искуства и кои се најслабите точки, би рекла, на денешното современо македонско семејство. Ајде да почнеме вака од почеток. Јас не знам по кој предмет тоа го учевме во училиште, но она што се сеќавам поврзано со семејството е дека е основна клетка во општеството. Ајде малку пошироко да кажеме што представува всушност семејството. Да, благодарам што ми овозможивте да зборам на оваа многу важна тема. Семејството, да, така го учевме како основна клетка на општеството, тоа е социолошкото поимање на семејството, но семејството е основна клетка на човековиот живот, на човекот воопшто и во психолошка смисла и во емотивна смисла, затоа што во нашето во секое семејство ние ги учиме првите релации, ги учиме како да се справуваме со емоциите, со фрустрациите, се она што ние стануваме како битија, го учиме првично во нашето семејство. Семејството во системски семеен контекст е еден динамичен систем кој се развива во контекст, кој се развива неизолирана единка. Семејството има свој животен циклус, свој животен пат, значи се развива и се менува. Многу е важно семејството да имаме предвид дека семејството може да се адаптира, да функционира на еден начин кој е автентичен за секое семејство, не е нешто што е дадено како правило и секое семејство на тој начин е важно мора да функционира. Така, колку е важна неговата благосостојба и од што најдиректно таа зависи? Благосостојбата на семејството пред се значи начин на кој семејството се прилагодува на секојдневните на секојдневните промени, на секојдневните предизвици кои се случуваат во нашето општество. Благосостојбата на семејството значи дека сите членови може да се чувствуваат прифатени во семејството, имаат простор да се искажат себе си, имаат простор себе си да се реализираат како единки, иако можеби понекогаш грешат, иако понекогаш можеби се случуваат тешкоти. Благосостојбата на семејството значи дека тоа семејство има можност, има снаги, има своји ресурси да ги надмине тие тешкоти и на тој начин да се поврзе. Благосостојбата е исто многу важна, благосостојбата исто така многу зависи од тоа какви се релациите во семејството. Значи на кој начин семејните членови се поврзуваат, на кој начин се одвиваат тие релации. Значи релацијскиот контекст во системската семејна терапија е најважен контекст во кој ние работиме, затоа што релациите помеѓу членовите се тие што им даваат снаги. Релациите во семејството се тие што го даваат тоа чувство на сигурност, на благосостојба и на валидност на таа една единка и му даваат ресурси и снаги да се адаптира во средината пошироко. Да. Вака во пракса можеби во теоретски звучи можеби лесно да се воспостават тие здрави релации во семејството, но во пракса не е секогаш едноставно и претпоставувам дека многу семејства имаат и потреба и бараат ваша поддршка. Како најбезболно или наједноставно да се воспостават тие здрави релации во семејството и возможно ли е кога станува збор за од различни средини кога доаѓаат партнерите, различна вера, националност, па и возраст, колку сето тоа влијае врз
односите, односно добрите релации во семејството? Да, благодарам, ова е многу важно прашање, ќе се обидам да го структурирам на кратко. Значи, семејствата, за да ја достигнат таа благосостојба, важно е да градат своји здрави релации, но здравите релации не подразбираат јасно структурирани правила кои сите мора да ги почитуваат. Значи, здравите релации се релации помеѓу единки на нивни автентичен начин како функционираат. И ако зборуваме како влијае различната религија, возраст, сите тие разлики што ги има во секое семејство, секое семејство се разликува од другото и потоа е посебно, единствено и силно можеби, надминувањето на тие разлики ги прави посилни. Надминувањето на тие разлики ги прави подцврсти во нивните релации. Во минатото многу често се знаеше да се каже дека се очекува тешкотија во семејството доколку можеби имаат се припаѓаат на различна националност или различна религија. Дека средината ќе биде таа која ќе ги скара дури ако тие добро функционираат. Да, и тоа можеби важи за некои семејства, но тоа многу добро е што се менува. И релациите во семејството се тие што како они ќе ги изградат своите релации, како они ќе воспостават свој систем на функционирање и со тој систем ќе се адаптираат на сите промени, ќе функционираат, ќе бидат флексибилни на сите предизвици што доаѓаат, тоа нив ќе ги јакне, ќе ги гради, ќе ги прави единствено семејство кое е тука, ќе дава база на сигурност за сите членови, ќе дава база на припадност и така членовите ќе можат да бидат функционални единки на општеството понатаму. Да, а и нивните деца, се разбира, нема да бидат жртвите на тој нивни избор, бидејќи и децата страдаат поради изборот на своите родители многу често во нашата средина. Колку пандемијата ги влоши или пак ги стави на тест семејните релации? Ние сме сведоци, сите имаме по некои примери во околината дека многу од браковите не го поминаа тој тест. Да, знаете, добро е ова како го кажувате тест, затоа што пандемијата на сите нас не предизвика промени кои не ги очекувавме. Нити ги знаевме, некогаш ги замислувавме, да. Нити ги замислувавме и тоа точно ги стави семејствата на тест, односно им даде еден голем предизвик со кој е важно да се соочат. Како тоа не затвори сите, ги направи младите поанксиозни, адолесцентите ги затвори во една средина каде што не можат да се изразат себе си, партнерите ги приближи, односно ги доведе во еден момент да бидат многу поблиски едни со други, што некогаш и тоа можеби представа предизвик. Пандемијата од една страна семејствата направи да се приближат, односно да се поврзат тие релации, да ги зајакнат, да бидат тука едни за други, присутност да покажат. Некои ги оддалечи, некои што се во периодот пред карантинот кога беше надвор од земјата, некои останаа разделени по 6-7 месеци, па и подолго. Останаа разделени физички, но емотивната присутност, емотивната блискост која можеби и поддршката што се ја дава, нив ги зближи, им ги покажа снагите, им покажа како тие можат да функционираат. Но од друга страна, семејствата во кои веќе имало предизвици, семејствата во кои веќе тензиите некаде постоеле или нешто имало, ама било ставено под тепих, со самото тоа што карантинот направи да сме блиски едни до други, се отворила Пандорината кутија. И на тој начин, како кажувате, вие не го поминале тестот, односно, било важно за нив да се соочат со предизвиците и да разберат дека тие предизвици не можат да ги надминат заедно, односно, подобро за нив е да се разделат или подобро за децата. И на тој начин, како кажувате, не го поминале тестот, односно поминале еден друг тест да си кажат сами себе колку е важно можеби да се оддалечат едни од други, а не да се приближат. Така. Сега можеби ова прашање што ќе ве прашаме покомпетентно да ми го каже некој брачен советник, но еве од вашето искуство сигурно можеби и вие ќе можете да ми одговорите. Некаде на многу места сум читала дека ако партнерите, брачните партнери ги поминат првите 7 години и издржат, тогаш ја поминале првата голема криза и бракот има услови да трае. Има ли вистина во тоа? Па сигурно има вистина во тоа, со тоа што јас не би сакала да точно одредувам по години, но секој брак, односно секој семејство има, како што кажав, развојни фази. Своја пролет и своја есен. Да, своја пролет и своја есен, но има фази во бракот и во семејното функционирање кои важно е да се надминат тие фази во текот на функционирањето. Кои се критичните црните точки во бракот? Критичните точки се преминот од една фаза во друга, тоа е критичната точка. Флексибилноста на семејството да се адаптира на наредната фаза му дава снага да опстои, а не флексибилноста, ригидноста или неможноста да се соочи со таа фаза
дава проблем, дава тешкотија. Например, првата година обично се вели дека е нели таа еден месец, односно фаза кога се адаптираат брачните партнери. Се учат едни со други. Понатаму нели се продлабочува нивната врска, па доаѓа фаза во која се раѓаат деца или се планираат деца. Генерално зборуваме, не секое семејство е така, но генерално е така. И сега животната фаза, развојна фаза на децата прави предизвици кај родителите и кај семејството. Кога детето е мало, има еден предизвик, кога детето поминува во школска возраст, има друг предизвик, адолесценцијата има трет предизвик и на тој начин семејството како се менуваат животните фази, се менува и потребата на семејството. Ако семејството е флексибилно и дава можност на сите членови да се изразат, дава простор да тој адолесцент на пример го изрази својата бунтовност во семејството, со тоа да се приближат, тогаш го надминува тоа и можеби после тие 7, 10, 15 години функционира. А доколку има тука тензија, така. Дали се 7 или 15, ќе се во пракса сигурно имате многу разноразни приказни, секое семејство си има некоја своја болка, некој свој проблем кој што е личен, индивидуален и каде треба персонализиран пристап. За какви проблеми најчесто се обраќаат кај вас и дали можеби семејствата во кои за жал се случило да добија детенце со одредена попреченост, дали тие семејства се соочуваат со многу поголеми проблеми од останатите и е нарушен партнерскиот однос, предпоставувам? Многу добро прашање. Како член на групација Алтернатива, дел од психолошкиот центар Алтернатива, се соочуваме и јас и моите колеги со многу предизвици. Секој семејство носи различен предизвик. Најчесто и ова како што кажувате, најчесто семејствата се јавуваат на терапија, односно на советување кога се појава симптом кај дете. Ние викаме симптом, односно кога се јавува некоја тешкотија кај детето. Детето, адолесцентот. Атипичност или, например, неадаптираност во градинка, проблем со говор, некој однесување кое за родителите е непознато, бунтовност, голема бунтовност кај адолесцентите или проблематично однесување. И тоа го носи целото семејство на терапија, за да се покаже дека релацијата во целиот семеен систем всушност е тоа што го носи тој симптом, односно ја предизвикува таа неадаптираност на детето или на што и да се случува. Или можеби родители кои имаат чувство на вина дека или некое чувство на несигурност, дека не знаат што точно да прават со своите деца или се што прават за нив не е окей, не добиваат резултати, од резултати како што сакаат да ги постигнат, тоа е се што ги носи на терапија. Ова прашање што ме прашавте за деца за родители кога имаат деца со атипичен развој, секогаш се случува да тие семејства имаат поголеми предизвици од другите, но сметам дека и таму важи правилото колку семејството е флексибилно и колку има снаги за адаптација, толку посилно и може да се носи со предизвикот, а кога тоа го нема, се јавуваат на терапија и добро е што се јавуваат, затоа што барањето помош не е знак на слабост, тоа е знак дека сакаме да останеме силни. Тие семејства барајќи своја снага и сила се обраќаат да ги зајакнеме нивните потенцијали. Одлично. Колку во овие модерни времиња знаеме дека иако на сите денот ни трае по 24 часа, но родителите во денешно време најчесто немаат време за своите деца, децата пак се препуштени на своите телефони, диалогот, разговорот, заедничките моменти, размена на се што ни се случило во денот, просто и да нема време за сето тоа. Колку е важен разговорот помеѓу партнерите првенствено, потоа помеѓу родителите и децата, бидејќи децата толку брзо растат што ние не сме ни свесни кога тие пораснале и одеднаш се соочуваме со некој проблем кој не сме го виделе низ годините. Точно, не сме биле присутни да го забележиме. И ово што кажувате, разговорот, јас ќе додадам и присутност. Не е само разговорот на што го кажуваме, и начинот на кој го кажуваме. Многу е важен. Многу е важно да разговараме, многу е важно при тој разговор ние да не зборуваме за тоа што не е окей, да не зборуваме на начин да го оддалечиме партнерот или децата, туку на начин да ги приближиме, на начин да ги прифатиме, да разбереме, да сакаме да разбереме што тој адолесцент сака да ни каже или нашиот партнер која тешкотија има, да прашаме како се чувствува денес, како го помина денот. Иако во ова динамично време тоа е многу тешко да се одвои
доста време за тоа, иако важно е, но некогаш се доволни 15 минути во денот во кои ќе сме целосно присутни, значи без телефони, без никаква друга активност, без никаква друга мисла, да се соочиме со другиот како му е, што сака да ни каже, што сака да бидеме тука за него. Тоа го дава тоа суштинско чувство на сигурност и на прифатеност во едно семејство. Така. Што друго е актуелно периодот во групацијата Алтернатива? Со што друго е фокусирано вашето внимание? Групацијата Алтернатива е работи на доста проекти. Во однос на семејството и родителството ќе истакнам дека изминатиот период, а и претходно исто, има програми за родителство кои се реализира во школи во Скопје, во кои се покажа како многу позитивна пракса работата парот родител-дете како работи во група и во таа работејќи на тој начин, едуцирајќи се на тој начин, они ги зајакнаа своите односи, имаме многу позитивни искуства околу тоа. Во склоп на групација Алтернатива работи бесплатно советувалиште во кое секој може да се јави, да побара помош, да побара советување. Како да побараат помош? Ајде да ги насочиме гледачите. Преку веб страната на Институт Алтернатива слободно може да побараат контакти, да се јават или да пишат на Facebook страната, на Instagram страната. Во секој момент имаме семејни советници кои се тука да помогнат. Работат на доста други проекти, ќе има промотивен настан на Институтот за семејни студии на 20, каде што ќе се зборува повеќе за тоа што нашата групација работи. И сигурно уште многу испуштив. Во периодот се случуваше регионална конференција за родителство, која е меѓу првите во регионот, каде што експерти од цел регион зборуваа за тоа кои се предизвиците на семејствата, кои се предизвиците на политиките за поддршка на семејствата. И ќе се извинам ако нешто испуштив, но групација Алтернатива е активна постојано и правиме нови работи се со цел да го поддржиме семејството и се со цел да помогнеме на родителите и на општеството да се носи со секојдневните предизвици. Така. Јас ви благодарам многу за овие информации. Навистина е убаво да се слушне дека постојат методи, постојат техники, постојат луѓе кои што се во оваа област многу стручни за да ни помогнат доколку наидеме на некоја црна точка или на проблем кој не можеме сами дома да го решиме. А сигурна сум дека во секое семејство периодично доаѓаат некои такви моменти каде треба да се побара стручна помош и воопшто тоа не е страшно, ниту пак е чудно, напротив, многу е полезно. И се надевам дека со некоја следна тема, која повторно ќе го обединува семејството, ќе се дружиме во нашето студио. Ви благодарам многу на поканата. Така, ви благодарам многу и јас, Слободанче. Повеќе вакви разговори не се потребни. Неопходни не се. Да, дефинитивно. Многу ви благодарам исто и јас.